Добар ден. Еве денес ќе направиме една мала репортажа со 88 годишната Цена Момировска, која ќе ни раскажат како во Белица во нејзино време се венчавале, како се правеле свадбите белички. Па еве се од почеток да ни раскажат како се била осмислена една церемонија во селото. Кажи. Во четврток са бајле, пред сонце, бајракот се развиват, 3 пушки се фрлат, од четврток се почнуит, во среда првата фурна се пече леп, во вторник се правит сваќата. И после како продолжувале сите тие церемонии, како биле припремите за да се направат дарови на луѓето, све тие припреми да ни раскажеш. И во сабота ојд свекорот во Кичево по музиката. А немало музика тогаш, немало оркестри во Белица? Не, тапани. Тапани и 2 тотореки и 2 тапани. И та беше најглавна, богатите сите кои праја свадби денски, праја со музика одовде, одград ќе земат и ќе дојдат во мракот. И сите селани ќе се соберат, картата ја заигруе свекорот, зетот и свекрвата. Сите ќе се фатат на орото, фамилијата. Тоа е во сабота навечер. И после си одат дома, кај зетот, пијат, јадат, музикава и отука стануваат со ден и нисело одат од куќа на куќа канат. А картата кој ќе заиграле, цело село било тука се собирале или? Тоа е сабота. Кој фамилиарно? е дома. Ама кој е дома? И да не е фамилија ќе дојде да гледат. Интересно е. Напред народ имаше, се збираше. И кој ќе кимисат по стариот дедер, ако имат брат, братот канит, по цело село немат куќа да заминет. И повелете утре да ни дојдете на свадба, да ја земеме невестата и да ја венчаме. И тоа завршујат во саботата, и са бајле во неделата, исто свирачите тука остануваат, спијат, кај зетов и станот са бајле. И канат цело село пак. Одат од куќа на куќа и повелете да дојдете денеска на свадба, да ја венчаме невестата. Сега раскажи ти како што си била невеста, како се случувало во твоето време. Од мене ти ви кажам. Инаку не знам. И во петокот лебоите сите фурни се месат по 3 фурни, овци по 3-4 ќе заколат и манџите во котли се варја. Во неделата цело село се ставуваат 3 пати. Дури има луѓе само ќе стават и ќе турат. Тие 3 фурни, 4 треба да се изјадат. И нема човек што ќе не влезе, дете, се живо идет и на ручек. Ручак и невестата ја земат, од кој ќе земат невестата и ручекот се дават. Од кој ќе венчат, од кој ќе дома дојд, ручекот ќе се дај.
И после со невестава од црква, в црква кој ќе појдат, пред црква, и ќе се застот зетов и невестава, и врват јатрва, золва, две јатрви ако се, сите врват, едната врви околу зетот, околу нестата, со виното, другиот врви со водата од зетот што се вричит, секрвата врви прво со ситото. Прво секрвата. Па виното со ситово, нестата и зетот буцкаат во ситово. Во ситово имат волна, во ситово имат пченица. И кој ќе мешнет, да речет секорот, да речет невестата, колку зрна имат во ситово, толку деца да имаш. И зетот тие ќе си шетнат, не мора да викнат. И сите ќе буцнат 3 пати така врват. И после зетот пред црква ќе клаат една шамија на невестата и ќе се напиет зетот вино и со устата треба да ја попрскат невестата. И од тука веќе влегуваат, се венчаваат црква, од кој ќе се венчат и си одат дома, невестата си влагаат дома сите, и после цел народ, собран цело село, играат, пејат, то до 12 сатот на вечер. Музиката свири, се јадет, се пиет и ракија се пиет немерена. То во неделата. То во неделата. После, како е, во кој ден се одит на начешма за да гувеат? Тоа се водит, се оид во понеделник сабајле. Музикава станујет и цело, не, селото не го канит, само фамилијата е канит. Повелете да ми дојде вечер со нозба, така се велеше. Невестата ќе носиме на вода и вечер на вечера да ми дојде. И секој фамилијава тепсија носи со кокошка, со печио, со кисело млеко, сите носат јадење. И 2, 3, 5 кои имат од куќи, сите си одат. То куќата кај зетов не берет луѓето. И невестава кој ќе одведат на вода, 3 пати ќе изгулеет, помалиот девер ја водит со шамија врзана, за скутникот и кроце одатие. Нестата, зетот не, ама невестата и помалиот девер. Ја водит и одат на чешма, 3 пати ќе се застот да го вијат, и невестата и помалиот девер. Помалиот девер ја турат на невестава вода со 2 прста. И невестава требет на веќе вака да направи 3 пати. Пак. 3 пати. А и после невестава го дополнујат дулево и му турат на помалиот девер. И тој со грсти се пласкат на лице. Се миет. Ќе се измиет и од кој ќе изгувија, то се правит. 3 пати ќе се наведат, ама кроце 2. Колку мојот најкроце да стане. А зошто, како е обичајот од кондурата да се напиет вода? Сега по тоа се гувејт, се правит и ја земат помалиот девер, кондурава е собува на невестава. И стоит се крвава тука. Ногава е клава невестава на секрвината нога, да не е на земја.
и клават 3 парички во кондурата. А кој клава 3 парички? 3 парички клават помалиот дедер. И ја нацрпуваат водичка. И невестава 3 пати треба да ја напијат од кондурата. Ќе ја напијат вода. Кој ќе ја напијат вода и ќе ја турит паричките во чешмата. И децата ќе се тепат. По 10 деца ќе се соберат да фатат некои од паричињата. И од тука тие во сабајле во понеделникот топла ракија се дават зето од кани со топла ракија, зато невестата била за топла ракија, не била за студена. И овој книсело исканујат све и на чешмата играат. Зетот со дизгот, со чашите и турат ракија над сите тука што ќе бидат. Значи покрај чешмата на венчаните. Кај чешмата се играт и се турат ракија. Топла се пијат. Весели луѓето, весели. Така беше свадбата и на вечерта, кој ќе се соберат фамилијава, ќе вечерат и ќе почнат да дарот. Свекоров, свекрвава, посебно ќе седнат на масава, фамилијава сева, и кој ќе седнат на масава, и овие роднињево лаганката граф ќе истурат под него. Се ќе истурат, од радост јос свекора се крва се постави. Смеја. Сите наноти ќе станат, ќе пласкаат. Убајна беше, убајна. Колку дена се правише свадбата? 3 дена. Од сабота, недела, понеделник. А плюс четвртокот кој ќе почне? Од четвртокот бајракот. А колку време се спремаше за свадбата и дароите да ги направиш како... Дароите една година. Една година цела чораби плетевне. И кого дарувавте? Човек немаше да се не дарујат. Што ќе дојд фамилија, жените шами, мажите чораби, ако имаш на свекорот кошула, на свекрвата кошула, на золвите скутници дававне, на деверите исто кошули, и другите на постари, сите на другите чораби се даваше и шами. Како вие успеавте свето да го организирате, а не сте биле богати? А не сте биле богати, тоа се организират, невестава од дете избират. Уште сега дете е и нејзе е купот. А вие како За даро. обезбедивте пари за да ја Ние организирате? волот си го продадовме. Свекор ми од радост волот го продадовме. И свадба 3 дни да направиме. После немавме вол. Маки, после од 2 купивме. Свадбата со волот е продадовме. Ја направиме. Ама свадба направиме сиромашки, ја бев сирачка, се со туѓо ме облеко невеста да бида. Нема мој ништо. Направиме домаќини и први се бевме после. Се е со слога, се е со радост. Кажи нешто друго интересно од свадбата што се случало. Така меќе. Тоа беше интересна свадба, уба, не може да ја забора.